така нареди од озгора. Пред секоја пресконференција мора да се игра. Ова се вика Зајко Лоро. Така нареди, мора да го играме. Што да правиме сега? Ако не играш, не нападна. Ај, доста е, доста музика, доста, ај. Пред да почне ова пресконференција, дечко, од која телевизија си ти? Дај, ова не е за јавност. Сакам да ја прашам нешто, пред да почне ова пресконференција. Ке се попишуваме ли? А колку има македонци овде? Не крена така. Е убаво. А да се пишеме българи, или срби? Не, никак. Или грци, арнаути, да се пишевме, ке не оставя на рад, сега ке го кркаме, што да правиме. Северджани, ке не викаат. Знаете што ќе биде? Најпо да си ние распишеме тендер. За име, вера и народ. И се ќе биде окей. А кај сте се вие овде у Босну задње пут попишали? Ми у Македонија смо се попишали задње пут 2002 године. Су нас попишали, па требало е да се попишемо 2012 годину. Арно, ама нису хтели да нас попишу. Мене су звали таму комисију неку неделju дана смо били во Охриду на семинар некли. И учили су нас како треба да попишамо лjude, стоку, имање, све то. И джаба. Ранили нас, угојо сам се 3 кила за 3 дана и кажу, нема пописа. И никој при Македонија неće да се попиша. Ни албанци, ни македонци, ни срби, никој неće да се попиша. Jer ако се сви попишемо, утврдиće се stvarno stanje, колко smo, šta imamo, šta nemamo. A svi hoće da budu veliki. I Srbi hoću da budu milion, i Albanci milion da budu, i Hrvati, dobro, nema mnogo Hrvata tamo ima, i ovi Turci i tako. A i mi Makedonci hoćemo da budemo 3 miliona, 4 miliona. Kuće bre naša mala tolika Makedonija da nas obere toliko, 3, 4, 5 miliona. Pa nas jedva tamo milion, svi zajedno da se soberemo, nema 1 milion, a i tesno nam je. I nama je tesno, zamislite, 1 milion, tolika država, tesno ne, mi svi bežimo, hoćemo da idemo negde. Ne znam kako je kod vas u Bosna ovde. A jesu vas popišali, mislim, kad su vas zadnji godine? Svake godine. Svake godine? I nama kažu, ako vi sami nećete da se popišete, sad ću nešto zagovaraju kao popišat će nas svi, kaže, doći će Amerikanci i sve će da vas popišaju. Jer oni onako pišaju po celom svetu. Sve znaju nama. Dobro, čekaj sad, jel može da počne ova preskonferencija? Alo, šefe! Jel može? Može, okej, dobro, hajde. Uključi tu. Ne, ja sam sad na redu. Pusti kameru da gleda u mene. Ovako, ne čekaj sa koje strane. Ajde, s ove. Sad se da... Imamo jednu preskonferenciju. Ovo nije bilo za javno, sve što sam rekao, ne važi. Ne važi, gotovo. Sad je ovo ozbiljna stvar što ću da vam kažem. Ne pričam mnogo dobro srpski, pa zato ću ovaj bosanski da zborujem po makedonski. Može li? Ok. Mislim, ja moram da bidam po protokol. Vi ne mora. Nas plaćaju da nosimo maske i da plašimo ljude. Znači ovaka... Aj, kamera, može? Počituvani dami i gospoda, počituvani konkurentki i konkurenti, najposle dojde dolgo očekovaniji den, koga site nije ovde sobrani so radost vo srcata, ke trebe da napravime tender za ime, vera i narod, za podobro utre na site nas i da ne prima tamo vo toa belosvetskite integraciji NATO, MATO, EU i tako natamo, neli? I zato, znači, ja otvorame ova procedura, ajde se ga ke vola, 3 pati. Ura, ura, ura!
Речете и не на сиромаштијата. Овде се продава, се нуди на пазарот еден древен народ и напатен народ. И да, на тендерот се јавија и платија партиципација за нашата убава нација, нашите драги комшии, соседи и никогаш не прежалени комшии. Вашата лева страна се наоѓа Аспарух до Курчев. Молам аплауз! Молам аплауз! Ајде еден аплауз! Ракоплескајте, но не врескајте! Од југ ни доаѓа Мицотакис Папаламацос Кефалос. Може аплауз? Може. Од запад Кукунорес Хендербеј Калашничи. Та. Може. И од север Шундич, цел свет Разумич, најбољи на Балкану, Бели Лукаш, куварица пиле пече, од пилета вода тече, пилечево да једемо, куварицу да љубимо. То може еднако. Значи, ја отворам денешната лицитација. Лицитација може да почне. Дозволете ми да се представя. Аз се казвам академик Аспарух до Курчев и платих партиципација на тендера за същиот народ, за вас. Един, два, да хванали тама. Иска да искажа ставовите ми за македонскиот вопрос, господа и дами, да разреша тази состојби на безвремени идентитети и слични торжества. Разбира се, че всичко е българско ме тази земја по којато топча сега един, два, доста со слова, един, два, да хванали тама, като е записал еден наш голям поет Николај Јонков Царов во својата песен Тази земја. Мисля, че я знаете. Един, два, внимание, врша рецитација да хванали тама, един, два. Тази земја по којато топча сега, тринаш един подвиж, един, два. Не се е родил на Шинецкој, не може да задоволи жена. Един, два. Тоа се сустава един, два. Тревожеше с рецитацијата. Дами и господа, няма никакви македонци, пафлагонци и пеонци. Поразително е да се откорнява един народ, за кој света разбира, че е същиот. Всички да се настравиле да земат нашата хубава Македонија. Не даваме ја, бе, разбирате ли вие какво казахме? Даваме нешто многу похубаво. 1000 паспорти, паспортички на вашите момиченца и момички. Един великолепен тираж, бе, абе златни повези даваме, бе, всичко даваме. Дами и господа, един, два. Много се тревожа с Македонија. Затова ве молям да станете на краката си, да подсилиме торжествениот момент. Објавувам декрет за македонскиот вопрос. Декрета. Од днес няма да истича реката Вардар през Бялото море, ами ще изтича и ще протича през Черното море. Малкучка ще я завърнем, бе! И с тази състояние завинаги ще се разреши македонскиот въпрос. Един, два, три, нарош един под мишка. Един, два. Отивам си. Ами накратко. Ще се върна. Моите думи не се тралала. Тралала.
Boga, verata и честа, дека од денес па до судниот ден со сите сили ќе се борам за слободата на Македонија и Одринско и дека ќе ги почитувам заповедите на моите началници и нема да ги предадам работите што ќе бидат доверени. Ако не ги почитувам моите началници и нивните заповеди, да бидам убиен од браќата со оружјето кое сега го бакнувам. Македонија нема што да чека повеќе. Но ние се уште не сме подготвени за кревање на восстание. Муницијата, оружјето, бомбите со кои располага организацијата не се доволни да се спротивстават на борбените средства со кои располага Отоманската империја. И затоа предлагам на султанот и на европејските канцеларии да им дадем едно мало предупредување, да ја минираме Отоманската банка и да го запалиме францускиот брод. За таа цел нека се подготват гемиджиите. Јордан поп Јорданов, Кирков, Органџиев, Бошњаков, Трајков, Мечев, Павел Шатев. Сите тие веднаш да тргнат во акција. Акцијата не смее да се одлага, затоа што може да се случи за време на восстанието некој од нив да загине и да пропадне целата работа. Делото на гемиджиите ќе биде само еден мал вовет по восстанието. Се разбира, и едно мало восстание само по себе. А културните европејци, тие се плашат од секаков вид на било каква револуционерна активност. Се разбира, ако тоа не се поклопува со нивните специјални интереси. Само да ме подсетам. Тие на бунтовна Грција и дадоа статус на нација во војна. Милордите се уплашија за своите интереси во Јонското и во Егејското море. И наједнаш грчките разбойници станаа бунтовници. Делото на гемиджиите не е беззначајна работа. И најбеззначајните работи понекогаш знаат да станат многу значајни. А браќа мои, нели сме ние прекалено надејани, оти се надеваме само на своја помош? А каква помош можеме да очекуваме од останатите рисијански држави околу нас? Не можеме да очекуваме никаква помош. Не мислат за доброто на Македонија, нивните кнезови, кралеви, министри, а се демнат меѓу себе и остра зави за плячка. Секој гледа да го надитри другиот, секој гледа да заграби поголем дел од нашава земја. Тие мечтаат за Велика Србија, Велика Бугарија, Велика Грција. Кој мисли, кој работи да ја присоедини Македонија кон Бугарија, Србија или Грција, тој за себе може да каже дека е добар бугарин, добар србин, добар грк, но не и добар македонец. Ако тргне наваму бугарската војска, ќе тргне и грчката, ќе тргне и српската, а ќе тргнат и арнаутските бегови да касаат од живото тело на Македонија. До кога ќе не делат, браќа? Зарем остана уште за делење? Врховисти, вамаро ваква, вамаро онаква, централисти, санданисти, Ванчо Михајловисти. Зарем остана уште за делење? Why? Ma perché? Pourquoi? Warum? Zašto? Почему?
надоаѓа како бран пред кораб дотрајан. Удри! Удри, европејцу! Истишти ја душава! Овие заборавиле кои се и што се. Ќе ја ничкосаат. Коските на мртвите прадедовци ги продадоа за евреници. Ме гони, ме дува егејскиот ветер. Дувај, дувај, Еолу! Дувај, оддувај не! Ако сме некаков лист или стебленце без корен, ке не однесеше историјата во невратка. Но еве сме сега и овде. Не ништат, не ничкосуваат, не требат како животни штетници, повторно како феникс се креваме од пепелта, од македонското пеплиште и се уште клетвата на склавиниите, на поделеноста да се јадеме едни со други, за да докажеме кој е поголем, кој ќе го надвладее братот свој, кој ќе биде на друга го кој? Не сакам да имам ништо со вас. Кои сте вие да ми судите? Кои сте вие да ме славите? Имате ли вие совест и душа? Имате ли срам и перде, крвопици? Ке грмнам како Теос, ке ве ровјо сам со светиот Илии. Не ми требаат фестивали, симпозиуми, годишници. Се откажавте од мене додека бев жив. А сега мртов ќе ме славите. Јас, Ристо Шишков, се откажувам од таквиот театар. Пак полудува егејскиот ветер. Ќе го тажиме Илинден што го испоканивте с ношти. Првиот, вториот, третиот, Херонеја, Крушево, Свети Прокопчински, четвртиот, раскинување на сите сатански договори изнасилени. Дувај! Дувај, ветру! Не сме стебло без корен. Македонци сме. Крепиме со мелиниуми на мајкава земја, иако дуваат ветровите. Кога фури ветрот, по тој налет на стихијата, ако бевме стебло без корен, ке не однесеше историјата во невратка. Но еве сме сега и овде. Се уште не ничкосуваат, рамкосуваат до Балчак нашите одродени браќа и пријатели. Се обидуваат да не кренат во воздух, да не одвеат напред со силата на Свети Дух. Крепиме. Луѓе, ако ја спасиме Македонија, ќе го спасиме светот. Ако ја спасиме Македонија, ќе ја спасиме Босна, Србија, Хрватска. Ајде да ги отвориме срцата, да се љубиме еден со друг и да ја спасиме. Ајде. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, дојдовме со брата ми Наума да даруваме надеж за македонците. Еве ме, јас сум овде со вас и ќе бидам со вас до крајот на векот и светот. И светлина ќе се разлее врз праведниците и божествен дар
azbuka za makedonski od napade narod. I prevедовме византийско-црковните книги на македонски од народен јазик. И ги поделивме меѓу нашите браќа поделени во 4 склавинии. И тргнавме со богата наслова, со Сава, Ангелари, Гаврил и брат Минал. Македонци мои, немојте да се плашите од насилниците кои ви го убиваат телото, затоа што не можат да ви ја убијат душата. Душите на ангелите се со вас. А вие одродени таму, зошто не го почитувате, зошто го мразите македонскиот народ? Народот кој ве прослави, ослави, просветли, кој ви даде светлина во очите. Клекнете на колена. Клекнете на колена и побарајте прошка од македонскиот народ. Македонија нема да можете да ја сничосате. Тука си, брате Клименте. А каде би бил? Брате Науме. Во земно или во Божјо време? Времето е векови кои година ти не носа таму упреку долијата. Истиот си, не си се променил, безсмртен дух, верува во Бога. Се трудам. Да тихувам, да не се страдам. Ке ги бидели, Не знам, се имаат изгубено и заборавено. ми ги читаш мислите. Јас сакам македонскава земја. Љубовта кон својот народ. Не е ли омраза кон другиот? Добро, ајде да се помолиме за повеќе љубов. Ајде да тргнеме долу у долијата. Ајде да те навну. Кој сум јас да го требожам Бога? Кирилица, Кирилица, латиница, латиница, глаголица, Орфееви слова, Аз, цртички, рецки, буки, веди, веди, глаголи, земјата, покој, рци, јад, чемер. Во заумно време, кога се берете во себе, како столетен бор, возвишена мисла созрева. Човек, цел век, ќе биде век, столетие на Бога и искушенија земни. Душа Божја, родение би, по сребрена нитка слегува светиот дух, род дарувајки. Во земно тело се овоплотува и пород, и блаженство, и љубов. Се роди човек и би човек. И остани човек. И искушенија натискаат. И безбожно време сничкосува севезден, родот, духот, Македон свет, да го сништат. Од една страна светиот дух и вербата во Бога, од друга незнабожците исполнети со мраза. И вие, роде мој древен, избрани души просветлени, крстени со вода, со оган, со свети дух, крстени со религија на дарување, им даривме се, сакаат да ви одземат се. Се молам за вас, јас, раб Божји, срцем и душом и духоју Твоју, глаголав молитву и велми
ке тргнам јас во чисто поле, под красен месец, под јасни звезди, под облаци што пливаат. Ке застанам јас во чистото поле. Со облаците ке се облечам, со небесата ке се покријам. На главата ќе го ставам јасното сонце, да ме варди од секакво зло и ќе си останам тоа што сум бил, што сум сега и овде, салво Бога Господа, со љубовта Негова, ќе си останам, ќе го љубам својот ближен како себе си, македонец, како што ме запишал во Божиото Слово, ќе си останам во Неговата љубов, ќе останам. По секого од нас, по секого од вас, спие по еден заспан, по еден паднат ангел. Ајде да ги разбудиме ангелите и да останеме во љубов, без граници, атар за дарување на својата љубов. Ајде да ги разбудиме ангелите и да останеме во љубовта. Амин. Летај, дух мој, летај. Слуша дека сте луѓе правдолюбиви и горди на Божјето дело и дека праведна рака имате. Како оној што ве пратил да бидете негови пратеници на земјата. А јас самиот несовршен, кон тоа што е ваш душевен мир и спокој, се стремам да ви се придружам дојдов. Знам да живеам и во скудност. Знам да живеам и во изобилие. Научен сум на се и секако. И сит да бидам, и глад да трпам. Се можам преку Исуса Христа кој ме крепи. А знаете ли вие, македонци, дека на почетокот на благовестието, кога дојдовме во Македонија, немаше ниту една црква нешто да ни даде, или нешто да примиме од вас, освен вас самите. Така што станавте образец за сите верници не само во Македонија и Ахаја, туку во целиот свет се пренесе славата за вербата ваша во Бога. Насон ми дојде човек, македонец, и рече: дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение, веднаш посакавме да тргнеме за Македонија, бидејќи разбравме дека Бог не повикал таму да го проповедаме светото Евангелие. На патот не сретна една богобојазлива жена по име Лидија и не повика во својот дом. Добре дојдовте во мојот дом, пријатели мои, рече. И на здравје нека ви е водата што ќе ја пиете од мојот рвеник, кој сега е и ваш. И на здравје нека ви е лебот што ќе го јадете од нивјето мој, кои сега се ваши. И со радост и убавина да се изнагледате на убавините на дворот мој. Но ве молам, едно ве молам, немојте да ги допирате овие камења што се во дворот. Оти тоа се скаменети коски на покојниците од родот мој. Ако ги поместите, ќе ги обезчестите.
a obeščestenio ti je mrtov. Pogledajte tamo dolu, po dvoru. Ima dve stebla. Jedno to steblo krvavo, steblo na krvta. Vtoro to steblo mlečno, steblo na mlekoto. Jedno to duri krvari, drugo to potomstva zadojuva. I zato naša ta krv nikogaš ne zastaruva. A grlo to nivno, otvoren grob, so jazicite svoj mamat, ti je nego pozna patot na mirot, strah Božji nemavo, očite nivni. Do ovo ideje nije i taguvame i žeduvame, odime gladni, goli, bosi, se mačine i se poturame po svetu. Stanaš me kako otpad, kako spetilište na cijel svet. Ovo bi go velam ne, za da ve iskaram, tuku da ve podučam, kako moji omiljeni čeda. I zato, a dragi moji, primete go sve to oružje Božjo, za da možete odade mig da se odbranite, od kako ki se odbranite da pobedime. Videći, jedno je satjeto na duhot, a drugo je satjeto na dušata. Jedni pčeli go polnat jednoto, a drugi drugoto. No polnje sekoga sadot na sozdatelo. Ništo ne se gubi u prostorot, makar što postojano se zaminuvame nije. I se je rastenje, i sklad, bez razlika na sekoj pat i odron. Pak rozite se krevat i pupa zrne besota. Taka je sekogaš. Taman si pomislil deka smrta te opkoluva od sekade. Gledaš kako naprolet se otvora sitnite cveća poridovite i kako Bog go širi krug od vosekoja čaška što cveta, veleći i ne na smrta, što veli da. Ама не знаеме ние да го уживаме животот. Расposla на секоја педа до нас. И уште сме не свикнати на хармонија. Речи си редовно се за нас бива испокршено, како тресната од карпа стомна, во која претоа престојувал кладенецот на летото. Станува пресечена рака на јунак, испружена кон винска чаша. И така, наместо во склад и цела, разнесена е сликата на јавачот на 300 страни. Во несладко питата и галопот, целта и патот. На една страна конјот, на друга коњаникот. И ретка е, драги мои. И ретка е. Но чувајте ја, кога ќе ви се јави сликата на працелината. Конј, коњаник, планина, сонце македонско. Тоа чувајте го. Јас не знам дали ќе прилега сега, во ваков час. Но во луња, во небески залив, остава драга безгласниот глас. Во што не знам. Не знам никога дивата се стаи древна страст кон тлото, лакомо кон Бога. И дали сум сега ова јас. Намерници, верни во љубовта. Кон страшен, кон достижен, кон врв сте пошле пак. А тенка црта, сенка само на ведра душа и гласна молкот ја тоа прв. Што некој може би го слуша. Секако. Не во мигови на очај, што години биле столетија и они, су можел без зазори клетва да срочам. Најсурова клетва да не сум сонив. И моето величие по судба ме дели од се што љубам. Оти во таква ведрина тажна сум зел јас право и завет да губам. Од недостиг таков, еве ме, слегувам во виор, во ветер, пак да го зберам величието на којему немало спас. А потомците стаписани. Ги гледам смерни во ред. Се спушта и ангел во лед кон лепа церков на колнати места. Добро, браќа, што племе сме биле?
Što nakot? Što misla zlani smatila vid? Anđel otkacnal, treperi, jasenje govor na zrakovi. Božestvena gletka, na Boga je reč, cela Makedonija pak da se zbere na drevni odpovik, na drevna vera. Ne omraza sega, ne odmazda sega, ne zamafna meč, a ljubav mi treba. Ljubav mi treba. Ljubav. Dojdam pri vas, otkako propatujem niz Makedonija. Oti ke minam niz Makedonija. Da zborujem na site човечки јазици, па дури и на ангелски, што љубов немам. Ке бидам пакар што цвони или кимвал што свечи. Да имам пророчки дар, да ги знам сите тајни и сите знаења за сите работи, штом љубов нема. Ништо не сум. Љубовта е долго трпелива. Љубовта не завидува, не се срди, не бара свое, не мисли зло. Љубовта никогаш не престанува. Сте слушнале дека е кажано: љуби го својот ближен и мрази го непријателот свој. А јас па ви велам: љубете ги непријателите своји. Благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Отец Небесен. Зашто Он го испраќа своето сонце да грее над лошите и над добрите и праќа дожд над грешните и над праведните. Сте слушнале дека е кажано: око за око, зап за зап. А јас пак ви велам: не противите му се на злото. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Ако некој се суди со тебе за да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека. Ако некој те натера да одиш со него 1 милја, ти оди 2, на оној што бара од тебе, дај му. И не го одбивај оној што ти бара нешто назај. И така, барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој што сака добива, и кој бара наоѓа, и на оној што чука ќе му се отвори. Браќа, има ли меѓу вас човек кој ако му посака неговиот син леп, да му даде камен? Има или нема? Се она што сакате да ви го прават луѓето, правете им го и вие. Тоа се законот и пророците. Влезете низ тесната порта, оти широки се вратите и широк е патот што води во пропаст, и мнозина минуваат низ нив. Тесни се вратите, тесен е патот што води кон животот, и малкумина го наоѓаат. Ете тоа е по кој пат ќе избереме да врвиме сите ние. Театар, место за дарување на својата љубов, без граници во човечкото срце. Тесниот пат што води кон животот е: љуби го својот ближен, љуби го секој, остани во љубовта. Широкиот пат е око за око, зап за зап, возвраќање на омразата. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски: рахмахас стихим билајам, рихтисим билај. Ако љубов нема, ништо.
Ništo ne smo. Tuga si, brate Klimente? Da se vide Makedonec, najprevinje sveta работа. А дори потоа проклетство и немир. И не сме македонци само заради тоа што зборуваме на македонски. Не сме македонци само заради тоа што пееме на македонски. Македонци сме затоа што знаеме да тагуваме на македонски.